Поразителни резултати со булингот во нашите училишта. Од спроведената анкета на коалицијата сега дури 61% од учениците истакнале дека биле жртви на психичко насилство, а скоро секое психичко насилство со текот на времето преминувало и во физичко. Барем 10% од учениците во текот на еден месец примениле сила во училиштата, а 13% изјавиле дека биле жртва на насилство. 30% од учениците истакнале дека не се чувствуваат безбедни во училиштата. Врсничкото насилство е застапено во најголем процент, но постои и насилство од страна на професорите врз учениците. Тие велат дека само ученичката организација е она кон која што веруваат и која што може да делува во превенција на насилството. Па така, тоа беше насока за нас да ги креираме активностите во училиштата, да работиме со ученичките организации, каде што преку нив ќе делуваме врз превенција на насилството внатре во училиштето. Да развијат начин на собирање на информации од нивните соученици, како сметаат да го превенираат насилството и после тоа ги поддржуваме нивните активности на ученичката организација во насока на превенција на насилството во училиштето. Големата застапеност на насилството во училиштата ја потврдуваат и психолозите, кои што работат со децата жртви на насилство. Тие велат дека најголемиот дел од оние кои што прават булинг се емоционално запоставени од страна на родителите, доживеале или гледале некое насилство дома или пак на улица и истото потоа и тие го практикуваат. Пикот, да речем, на булингот е околу 11 до 13 години и доаѓаат за различни врсти на булинг. Има и преку социјалните мрежи, има физичко насилство, малтретирање, константно, секојдневно и најчесто тие жртви се, да речем, малку поразлични од другите. И тука е тоа што сакаме да им помогнеме на начин што да развијат подобри социјални вештини, да му ја закнеме самодовербата за да се бидат посамоуверени во своите способности и да знаат дека тоа не е нивна вина, дека тоа е проблем на тој што прави булинг и како да се зајакнат тие и како да се возврати на булингот. За стопирање на булингот се препорачува поголема вклученост на Министерството за образование, наставниците и педагошко-психолошките служби, за да итно се стопира овој крајно негативен тренд.